почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Неготино. И отворам 8-та воредна седница на Совет на општина Неготино и за седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1, предлог акционен план за реализација на активностите од енергетската ефикасност на општина Неготино за 2020 година и точка број 2, предлог одлука за определување на ширината на крајбрежниот појас на реката Неготинска река во опфат на генералниот урбанистички план на општина Неготино. Водеността на овие две точки е свикано поради две причини. Првата точка е итна поради тоа што акциониот план за економската ефикасност треба да се донесе најдоцна до 29 февруари и за втората точка е итна бидејќи одлуката треба да се донесе и да се добие согласност од Министерството за транспорт за генералниот урбанистички план на општина Неготино. Кој е за оваквиот дневен предлог, дневен ред да гласаме? Около 15 гласа. 14. Добро. Отварам расправа по првата точка. Кој е за збор да се јави? Крајче Димов има збор. Благодарам. Јас би сакал да слушнеме збор 2 околу акциониот план за енергетската ефикасност, ако може од Марко Тито. Овде имам представник од кој треба да ни даде образложение за тоа. Ванч Петров, ако може. Кој секоја година и ова година општина Неготино донесува акционен план за енергетска ефикасност согласно Закон за енергетска ефикасност, став 6 и 7, од членот 7, значи предвидени се повеќе активности кои што во текот на оваа година треба да се реализираат на подрачна на општина Неготино, односно во општината и институциите формирани од општина Неготино. Ви имате планот поставен од кај вас, меѓутоа би дал едно образложение, тоа што после повеќе временски напор за реализирање на активноста замена на уличното осветлување со LED светилки, дислокација на мерите, производи, автоматика од трапстаница нива надвор во стандартизирани ормари, е во тек, се работи на тоа веќе и е при крај. Потоа имаме активност подобрување на термоенергетски карактеристики на делот зграда, се мисли на подрачно училиште во село Долни Дисан, каде што се предвидува да се изработи поставување на термоенергетска фасада. Понатаму повеќе во подрачното училиште на основното училиште Страшо Пинџур се предвидени низа активности, пред се во подрачното училиште во Војшевци, Кривола и Пепелиште, тоа е ставање на топлинска изолација на таван и модернизација на внатрешното осветлување во истото училиште, во подрачното училиште се мисли. Потоа модернизација на внатрешното осветлување во основното општинско музичко училиште Владимир Расовски Неготино. Подобрување на термоенергетски карактеристики на дел од зградата, се мисли на јавната општинска установа детска градинка Фемо Колаков, клон Мајски цвет. Потоа во јавното комунално предпријатие Комуналец промена на стари дотрајани прозорци со нови енергетски ефикасни и реконструкција на системот за грејење. Тоа се отприлика активности кои се предвидени со овој план, што не значи дека општината или институциите формирани од општина Неготино не можат да реализираат и други активности кои ќе се укаже прилика во текот на годината. Тоа било накратко за план. Дали некој друг разбор? Благодарам. Само сакав да прашам дали има во планот на неколку места фалат улични во некои села, кај што му е потребна, дали ќе има дотатна бројка од 5-10 ламби нови, бандери или нешто. Благодарам. Кој што напомнав, во тек се активност околу спроведување на оваа мерка за енергетска ефикасност, односно замена на постоечкото осветлување со LED штетливи светилки. И согласно ИПА фондовите, односно договорот кој што го имаме со нив, е дека во општина Неготино ќе се заменат вкупно 1410 светилки, од кои што 575 броја се во населените места, а остатокот 835 броја се во градот Неготино. Со овој проект се опфатени населените места Тимјаник, Долни Дисан, Тремник, Дуброво, Војшанци, Криволак и Пепелиште.
остануваат за замена на светилките во села Црвени брегови, Курија, Бешија и Калањево, кои што вкупно изнесуваат околу 100. Според плановите останува да после со заштитата на енергија очекуваме дека ќе имаме доволно средства по општина Неготино да ги замениме и останатите во тие населени места. Реплика, Зоран. Благодарам. Посебно еве за Војшанци има една фамилија, мислам дека ви информирав еднаш, дали има можност да и се смене лампата таму, да се стави, пошто има инвалидирани лица, што живеат, фале, еве, ако е можно, да се уклучи, да се направи нешто. Благодарам. Благодарам. Во село Војшанци постојат 68 светилки кои се предвидени за замена, со тоа што кога ние работиме на терен, согледувајќи фактичката состојба на поставеноста на уличните светилки, наидуваме на ситуација каде што некаде има прегусто поставено светилки, а некаде во одреден дел, кој што спомнувате, постои недостаток на светилки, така да се обидуваме во границите на нашите можности да извршиме едно поправилно распоредување, така да верувам дека во овој случај ќе имаме можност во Војшанци, кога имаме таков случај кај што има погусто поставени светилки, да поставиме на место кој што треба. И верувам дека ќе исполниме таа. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи не бара никој збор, овој предлог поставам на гласање. Кој е за? 14 за, воздржани нема, против нема. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Трајче има повод. Благодарам. Јас само сакам да кажам збор 2 за во врска со точката на дневниот ред. Односно, ние ваква предлог одлука имаме донесено на Совет, заедно со хидролошка студија и заедно со нив е доставено барање до Министерството за животна средина и просторно планирање со цел утврдување на ширината на крајбрежен појас на Неготинска река за да може за изработка на ГУПОТ, на генералниот урбанистички план. Имаме доставено решение сега од Министерството за животна средина, со кое што ние треба да донесеме одлука, со кое што ќе утврдиме ширината на Тиминичка река, за да може да продолжи постапката за донесување на генералниот урбанистички план. Значи ние веќе сме го донели ова на Совет, имаме согласност од решение од Министерството за животна средина, за да може да продолжи постапката за генералниот урбанистички план, треба да донесеме да ја утврдиме оваа одлука. Благодарам. Благодарам на вас. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор и оваа точка ја ставам на гласање. Кој е за? Со 14 гласа за, воздржани против нема. Со ова исцрпен е дневниот ред и ја затварам 8-та воредна седница на Совет на општина Неготино.